Меѓу двата изборни круга на локалните избори разговараме со кандидатот за градоначалник на општина Карпош и лидер на партијата Гром, Стефчо Јакимовски. Господин Јакимовски, добар ден. Добар ден. Кажете ми, доколку станете градоначалник, што е врвен приоритет за Карпош? Оно што прво мора итно да се изгради, да се направи, да се конструира, реконструира, и што е оно што е ваша лична желба, не успеавте да го направите во минатиот мандат, остана неисполнета желба или остана работа која е недовршена и незавршена? Приоритет на сите приоритети ни е сите деца да бидат во градинка, значи да бидат вклопени во системот на детска заштита. 4 нови градинки мораме под итно да започнеме да градиме и во секоја од постоечките градинки од 2 до 4 занимални да дадеме плюс, бидејќи 800 деца ни чекаат за упис во градинките. Тоа е прв приоритет. Втори приоритет, мораме да го решаваме паркирањето. Мораме подземни гаражи, мораме надземни гаражи, поготово делот на Карпош 1, во делот на кај Министерството за економија, овде Карпош 3, Лептокарија, Порта Влаје мораме да ја решиме, делот на оние во Карпош 3 згради што гравитираат кон Ситимол, делот на Карпош 4 што гравитира кон Ситимол, значи за луѓето подхитно мораме да бараме решенија. Што се однесува, што е она што не сум дозавршил, тоа е новата општинска зграда. Таа е голема зграда со 4.500 метри квадратни, со одлични можности да се собере целата администрација на едно место, плюс тука да ги донесеме и подрачните единици на Министерството за финансии, на Министерството за правда, на Министерството за земјоделие, за се оно што имаат потреба граѓаните за приватизација на земјиште, за денационализација, за докуп на земјиште, за откуп на дворови и така натаму, сите тие услуги да ги добиваат на едно место, а не сега како што досега тоа се прави на повеќе места. Значи и таа ќе гледаме најскоро што може, а останато е уште малку, останато е уште расветата да се монтира, останато е санитари да се стават во тоалетите, на влезот да се стави мермер и да се приклучи на грејење. Така, Карпош е општина во која меѓу другото живеат огромен број на млади луѓе, меѓу другите и млади брачни парови. Во програмата понудивте или рековте дека имате план за нивна помош, за решавање на нивните проблеми. Во што се огледа она што сте го замислиле како помош која и општина Карпош, доколку станете градоначалник, ќе им го понуди на младите луѓе и младите брачни парови? Затоа е Карпош најатрактивен и затоа Карпош најатрактивен за вселување на млади луѓе во нашата општина. Значи, понудата е и за тие што се најмали, да имаме добра дечја заштита, за тие што одат во основно училиште, значи квалитетни и реконструирани и со добри услови, со наставни помагала за основното образование. Даваме стипендии за талентирани ученици, талентирани спортисти. Знаете ли колку ми е драго кога ќе ме сретне некој пред некој ден едно девојче со спарк црвен застана и вели јас ве поддржувам, јас сум ваш стипендист, денеска сум докторант. Или кога ќе слушнете дека тројца членови на репрезентација во фудбал во Македонија се Карпошови стипендисти. Значи тоа ми е навистина драго, тоа значи вистински, па и еден микрон да сме влијаеле на нивната одлука да бидат професионални спортисти, ние сме постигнале целта. За средношколците размислувавме што за нив да имаме понуда. Замислете за семејство кое што има 20 до 30.000 денари месечен приход, колку тоа чини да се овозможи еден млад човек кој напреднал 18 години, а секого му е желба да положи за возачка дозвола, да стане полнолетен и тој да вози возило. За семејство со 400-500 евра приходи, цела планина е да плати 350-400 евра за полагање на возачка дозвола. Значи тоа ќе го превземе локалната самоуправа, секој млад човек со навршени 18 години. Општина Карпош планира да си вработи, да формира своја аутошкола, ќе набавиме 5-6 возила, ќе вработиме 5-6 инструктори, тие ќе работат на плин, за некои 3-4 милиона денари, односно 50 до 70.000 евра, ќе ги покриеме
сите млади луѓе во општина Карпош, а тоа тие што не одат на факултети има услов секаде каде што се вработуваат бара да имат и возачка дозвола. Втора работа, млади брачни парови од Карпош по определени критериуми, се што имаме земјиште државно, нема да го продаваме, ќе го испарцелисаме, парцели по 200 квадрата, ке со наши проекти ослободени ќе бидат за плаќање на земјиштето, ослободени од плаќање на комунали, нема да плаќаат проекти, немаат ништо за градежна дозвола, сето тоа ние ќе го покриеме. Значи проекти со 40 квадрата гарсонери, 65 квадрата и некаде 85 квадрата објекти, за да може сами да ги изградат, и тоа ќе биде некоја производна цена од 400 до 450 евра. Има ли доволно локации каде се лоцирани, би биле лоцирани? На Злокуќени, нешто што имаме и овде, државно земјиште исто за таа намена ќе го искористиме во делот на касарната Илинден, значи се што е државно нема да продаваме, туку ќе биде ставено во функција на граѓаните на Карпош. Сега замислете гарсонјер од 40 квадрата ќе изградите за 16.000 евра, мислам дека еден млачен пар тоа може да си го дозволи, да живее сам, да живее одвоено семејството, па потоа како ќе расте семејството, така ќе доградуваат, ќе надградуваат, како што прочем и ние. Јас во Влаја имам купено барака од 35 квадрата. И после таа 35 квадратна барака станала куќа од 115 квадрата. Како семејството се развива, како се зголемуваат приходите од семејството, во семејството така и ќе растат и просторните можности за живот на тие граѓани. Така, тоа е природен процес, се подразбира. Го спомнавте образованието, односно образовните институции, односно воспитно-образовните институции. Кога се објектите од таков тип во прашање на Карпош, реконструкција или изградба на нови училишта, основни, на нови градинки и некакви други можни капацитети кои ќе ги задоволат потребите на граѓаните? Нови училишта готово да немаме потреба. Ќе ви кажам зошто. Сите наши училишта имаат доволно капацитети. Например, во основното училиште овде во непосредна наша близина Лазо Трповски е сместена дел од општинската администрација. Кога ќе се префрлиме во новата општинска зграда, тој дел, значи целиот тој тракт е слободен. Во Карпош 2 Верац и Ревири Трена има цел блок слободен. Дури го спремавме за издавање. Некои училишта работат само во една смена и добро е да можеме сите училишта да не работат во една смена. Од тие причини јас со одлука на совет забранивме прием на деца од други општини во општина Карпош. Зошто? Зашто нас ни дава плата даночните обврзници од Карпош, затоа што сакаме да имаме оделенија со деца од 24 до 28 деца. Тоа значи дека наставата ќе биде поквалитетна, дисциплината ќе биде поголема, концентрацијата поголема, знаењето повисоко, резултатите за сите подобри. Ако ние сите оделенија ни бидат по 32, 34, 35 деца, нормално дека квалитетот на наставата опаѓа, а од друга страна ние даваме бесплатни ужинки, бесплатни екскурзии, ние не можеме тоа да го даваме за деца од други општини. Тие што дојдоа по мене, ги отворија вратите на општината. Еве сега што ни се случува. Например, основното училиште Владо Тасевски сега има 1100 деца, а беше училиште со 800 и кусур. Димо Хаджидимов повторно се наполни. Имате веќе и АБВГД училиште. Добро, впрочем и ризик во пандемијата со коронавирусот, повеќе деца на ист простор. Случи во градинките, ги отворија вратите на градинките, донесоа деца од други општини, преку пријатели, преку врски, партиски, непартиски и така натаму. Сега нашите деца, 800 деца, ние имаме вкупен капацитет околу 2600 деца во градинките, а 800 ни седат надвор. Има ли логика? Како ќе бидам јас градоначелник, ако тој што живее до градинката не може неговото дете да го смести во градинка, а некој од друга општина доаѓа и го сместува детето во градинка? Има ли логика? Има ли логика кој ќе земеш на први платата да речеш дека си ја заслужил? Нормално дека тоа не е добро и тоа јас планирам потхитно да го коригираме. Так. Нормално, не да земеме сега да ги бркаме тие деца да правиме трауми, али од сега натаму, значи, во нашата општина не може да се упишуваат и во градинки и во училишта деца од други општини. Ова мора, бидејќи ние за училиштата, морам да ви кажам, 5 милиона евра дадовме за реконструкција на училиштата и 2 милиона евра плативме долгови на училиштата. Тоа се 7 милиона денари што можеле да ги вложиме во улици, во тротоари, во разобувување на општината, иако обврската за тековно инвестиционо одржување си е на владата на Република Македонија. Ние само треба да управуваме со училиштата. Значи, се друго преку блок дотации должна е владата да компензира. Ние 10 училишта реновиравме, 9 објекти на градинките, а вкупно ги има 11. Тоа се огромни пари кои што ги дала локалната самоуправа.
Така. Карпош памети едно време дека имаше свое кино, памети дека имаше спортско друштво Партизан кое е во распаѓање, киното не постои. Драмски се уште постои, ама и тоа е во лоша состојба. Карпош памети спортски игралишта, памети игралишта за деца. Каква е вашата агенда, вашите размислувања, планови, конечно имали буџет за изградба, доградба, реконструкција на објектите кои се од некаков културно значење за развојот на општината и воопшто за сите граѓани, не само за општината? Пари никогаш доста. Секогаш ќе нема пари. Битно е дали има идеја и дали има желба. Ако има идеја и желба, и проблемите ќе се решаваат. Значи, спортските терени, ние прво, со моето доаѓање, уште во 2000 година, ние сите спортски терени во Карпош ги осветливме. Веќе игралиштето во Влаје, например, влеговме во втора фаза на негово подобрување, ставивме вештачка трева. Сега планираме сите спортски терени да бидат со вештачка трева, мислам на фудбалските. Игралиштето Сокол, тоа е култно игралиште кое чие име носи на еден погинат, односно починат другар нивни во Карпош 1, кој што бил голем фан и кој што бил голем спортист. Значи ние тоа го почитуваме како локална самоуправа, планираме да го покриеме, значи да биде покриено, да може да се игра и зиме, и кога врне, и навечер, и така натаму. Детските игралишта 2000 година кога станав градоначелник, едно детско игралиште не функционираше. Само тоа беа олупени железни, ништо повеќе. Сите тие 54 ние ги направивме, па ги оградивме, па ги заклучувавме навечер да не ги уништуваат. Сега влегуваме во една нова фаза, посовремени, поквалитетни, на партерно доле уредување ќе има сегде ќе има оние гумени подлоги за да не се повредуваат децата, со многу побогати и поквалитетни и поатрактивни содржини за најмладите граѓани на општина Карпош. Она што сметам исто што е битно, кеот на Вардар мора да се вратиме уште еднаш на него. Таму ќе направиме, беше планирано таа ролерска и велосипедска патека. На патека. Да, уште една 3 метри широка патека, таа ќе биде само за велосипеди, а ова ќе се остане за ролери. Ќе направиме уште една патека од 1,5 метри за трчање, значи 3 патека. Ги спомнавме Партизан, Кино Карпош, драмски. Ќе дојдам и до Партизан. Кино Карпош не беше само Кино Карпош, и Кино Влаје го имавме. Значи две имавме кина во Партизан. Сега кинотека го немаме Карпош, ама имаме кинотека во Ситимол. Тука имаме многу поголем квалитет од секој аспект. Што се однесува до Партизан 4, жално, јас сум тренирал тамо, како Храстов паркет имаше, фантастичен објект, све тоа се однесе. Таму имаме, значи, спортска сала која што има со ракометни димензии. Тоа е голем квалитет. Второ, во подземјето има стрелиште за воздушен пиштол и воздушна пушка. Имаме дел за гимнастика, дел за фитнес. Тоа повторно ќе го реконструираме и ќе биде ставено бесплатно на користење на граѓаните на општина Карпош. Веројатно паркирањето е еден од главните проблеми. Споменавте на почетокот дел од решенијата, но веројатно едно од најголемите решенија и не само за паркирањето, и кога е зеленилото и зелените појаси во прашање ќе дојде со можеби вашиот капитален објект, како добро можам да разберам, нов лик, нова визура, тотална реконструкција токму нова место каде што сме сега на трговскиот центар Лептокарија и претворање во еден современ трговски центар од една страна, од друга страна простор кој ќе биде и урбан, и зелен, и еколошки подобен, а паркирањето нема да биде проблемот и возилата ќе одат на некоја друга страна или некаде под земја можеби. Вака сега, Лептокарија е центарот на општината и точното негово име е трговски центар Карпош 3. Ние сите си го викаме Лептокарија. Прошетете да видите дали има слободен дојќан. Нема слободен дојќан. Ако оведеме платен паркинг, веруете, работата на дојќанџиите ќе се намали. Јас сум поборник решенија да бараме во зголемување на капацитетите, крајна нужда да биде воведување платен паркинг. Ќе правиме проект кој ќе чини повеќе пари, со што паркирањето на паркингот пред Лептокарија, кој гледа према Партизанска, ќе одиме под земја.
Горе ќе има еден плоштад, прекрасен плоштад, со прекрасна фонтана, што ја нема во Република Македонија, со урбана опрема да може горе да се шета, да може да се дружат луѓето, а возилата да ги спуштиме доле, да го зголемиме и капацитетот во средниот ред, отприлика како риби на коска, како и да можат не еден ред, туку два реда да паркираат, да ги решиме и возилата на зградите што се наоѓаат спроти Рептокарија до Университетот за туризам и менеджмент. Тие згради немаат каде да паркираат и практично сите се префрлени ваму. Мора да мислиме и за нив. На повеќе делови, значи, Лептокарија планираме и со нови фасади, поквалитетни, бидејќи она ни е центар на општината, така да овде добиеме едно ново руво и хортикултурно сакаме ова да го заживееме со многу цвеќе. Јас сум кога има цвеќе, навистина сосема другачија личи општината и навистина ми е жал што после мене ги ликвидираат цвеќињата по партизанска. Така, кога сме кај зелените површини, ја допирам и екологијата, како Стефчо Јакимовски, како иден можен градоначалник на Карпош, планира да се справи со загаденоста, загадениот воздух, дивите депонии, урбанијата мафија, хаосот во градежништвото и сето она што на некој начин го загадува животниот простор на луѓето кои живеат во општината од една страна, од друга страна ќе имали субвенции општински за грејни тела, за екопревоз во вид на, не знам, тротинети, велосипеди, што ли веќе може да биде, што работи на струја. Прво, јас сум поборник да поставиме најмалку 10 мерни станици. Сега имаме една мерна станица, да ставиме, значи, на ободите со соседните општини мерни станици, да ставиме во централните делови и на излезот од Карпош. Мораме да утврдиме дали Карпош загадува или го загадуваат. Анализите покажуваат дека веројатно Карпош го загадуваат. Тој е клучот. Но факт е дека има и дивиде. На делот на ромските мала злокуќани, на потегот меѓу Бардовци злокуќани, на... Так. Но мора да знаат граѓаните дека кога станав градоначалник прв пат, 47 диви депонии имам. Сега имаме во Ромското мало, кај мостот Газела и во делот на Бардовци имаме 3. Од вкупно 47 кои се за волја на вистината надвор. Ние имавме диви депонии во главното градско јадро, општинско јадро. Само да ги подсетам граѓаните каква депонија имаше на последна 50-ница у Нереспи. Тоа беше депонија Вардариште. Ние тогаш изнесовме 540 камиони со шут, смет и друг отпад. 540 и од тогаш плаќаме стотина луѓе кои што го одржуваат зелениното, одржуваат без општинските луѓе за кои што плаќаме секој месец. А вие плаќате во сметката за вода, за ѓубретарина, треба комунална хигиена тоа да го прави. Ако без општината оставиме хигиената, ќе се врати депонија. А што ние повторно ќе се вратиме пред 2000-та година. А тоа не се мали средства кои што ние ги издвојуваме. Второ, многу малку граѓани користат огрев на дрво. Чумур веќе не се користи. Кажете ми што загадува Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4. Ништо не загадува. Сите имаат парно грејење, ние тука немаме загадувач. Најголем дел од граѓанството во делот на бараките Тафталиџе 1, Тафталиџе 2 веќе се приклучени или на парно грејење има или некое на пелети и така натаму. Значи имаме дел што се гледат на огрев на дрво во Нерези, мал дел во Влае, во Злокуќани и нешто во Бардовци. Значи ќе одиме тамо за стимулирање на купување на еколошки шпорети и котли, за префрлање на палети, за поставување на овие обновливи извори на енергија по систем вода, соларни и се што е интересно во тој дел, како и за набавка на тротинети, велосипеди. Сега имаме се уште одредени инфраструктурни мали проблеми да ги дорешиме, фасадите, како што реков, лифтовите, азбестните кровови, градинки да изградиме, а потоа секако дека како општина ќе даваме субвенција за набавка на електромобили. За крај, господине Јакимовски, пред да се заблагодарам за разговорот, убеден ли е Стефчо Јакимовски дека ќе биде бившиот, ама и сегашниот, односно идниот градоначалник на општина Карпош? Јас сум убеден во својот програм. Убеден сум во својата визија. Убеден сум
дека граѓаните и досега знаат дека кај мене нема само ветување, има исполнување. И дека граѓаните сметам дека дури добро е она што се случи во 2017 година. За граѓаните може да видат како општина Карпош беше пред моето доаѓање, по моето доаѓање, па сега по моето заминување и денеска, дали се граѓаните на општина Карпош задоволни од резултатите што ги имавме во овие 4 години, дали она се отвори или се затвори према граѓаните. Кога сите тие работи, и посебно ми е драго што во овој временски период ние не отидовме ни еднаш да им штракуваме пред општина, не им правевме протести, не им правевме пресконференции, ги оставивме нормално да работат сосема мирно, за да граѓаните денеска направат комплетна оценка за работењето во овие 4 години и кога сите работи ќе ги извагаат, ќе земат за и против на градоначалникот што бил до 2017 и за и против на овие што денеска владеат во општина Карпош, мислам дека лесно ќе дојдат до одлука и до вистинско решение за тоа кој ќе води општината до 2025 година. Вашата порака до нив за крај? Мојата порака е Карпош, граѓаните на Карпош никогаш не грешат. Сметам дека ни овој пат нема да погрешат за кого ќе го дадат својот глас. Ви благодарам за разговорот.